Štip se gušivo ѓубре обвини на прес ВМРО ДПМН. Како пример посочија дива депонија која се наоѓа на влезот во населбата Три чешми. Оваа дива депонија се наоѓа на ова место веќе неколку месеци и од ден на ден се зголемува, а градските власти се слепи и не превземаат ништо. Во текот на кампањата, градоначалникот остро критикуваше за наводните купишта ѓубри и градежни од шутни Штип. Заедно со СДММ организираа божемни акции за собирање на отпад низ населбите. Меѓутоа, откако СДС дојде на власт, градот тоне во ѓубре. На Штип му се случува целосна хаварија во последно време. Расфрлано ѓубре на сите страни и полни контейнери се веќе редовна појава во сите населби. Затоа штипјани бараат градските власти да се разбудат од 5-месечниот сон откако ја презедоа контролата во општината и конечно да започнат со работа. ИСАР постојано ги чисти дивите депонии, но за целосно справување со нив на терен мора да излезе и комуналната инспекција. Конкретно во Три чешми е отстранет контейнер кој непрописно се користел за фрлање на шут, а сега на тоа место несовесни фрлаат се и се што, возвратија од ИСАР. Населба Три чешми, тоа е населба од куќи. Значи, населението живее во куќи, не живеат во згради и секоја куќа си има своја канта. Значи, секоја куќа поседува канта за смет. Значи, сметот се фрла еднаш неделно, тоа е петок. Оваа населба се редовно изѓубрува. Значи, нема разлог да оваа ѓубре што го гледаме за нас постои овдека, бидејќи ни една недела, го гарантирам, дека не е изоставена оваа населба. На пресот на ВМРО ДПМН реагираше и градоначалникот Благој Бочварски. Сакам да искористам оваа прилика да ги повикам од опозицијата од ВМРО ДПМН да се приклучат, не само да ги одржуваат пресовите, туку еве денеска можеше да бидат овде заедно со нас да направиме едно добро за граѓаните на Штип и на населба Сењак. Еве утре сме во населба Дузлак и ги очекуваме да бидат присутни таму, се со цел да направиме еден чекор кон поубав град и кон поубава животна средина за нашите граѓани.